барате решение за Вардариште, во моментов ни се отвори нов проблем со пожарот во Трубарево. Како вие се чувствувате во вакви услови кога нема слух за вашите барања досега за Вардариште, а повторно имаме проблеми со загадувањето на воздух? Денес сме сардисани од сите страни, како што може да видиме. Тука гори, од таа страна Дрисла се уште гори, не знам дали и таму се уште гори. Така што ситуацијата е наистина алармантна. Колку и да звучи брутално, ова е наистина екотероризам и последиците допрва ќе дојдат за сите нас во цело Скопје. Она што ние зошто сме тука, имаме барања кои потекнаа од Вардариште, од институциите досега за жал, иако и се надеваме дека проблемите ќе се решат, не добивме знаци кои што ќе ни ја зголема таа надеж. Затоа што еве како што вчера чувме од Министерството за животна средина изјавија дека загадувањето не било во зголемена мера. Ако ова не е зголемена мера на загадување, не знам наистина што е. Исто ова што се случува тука, што го гледаме, се случува и на Вардариште, речиси сам во текот на целата година, последниве, јас од кога знам за себе се случува тоа истото. Така што знаеме ние тука што живееме во аеродром што дишеме и веќе едноставно на сите им дојде преку глава и народот е гневен што основно право за чист воздух не може да ни биде исполнет.